Апелацискиот суд Скопје денеска соопшти дека се одбиени жалбите на специјалното јавно обвинителство и на обвинетите, меѓу кои и поранешната министерка за култура Елизапета Канчевска-Милевска и уште две лица за определените мерки за предпазливост изречени од кривичниот суд во случајот тендери. Судот соопшти дека се потврдени првостепените решенија на кривичниот суд со кои се определени мерки за предпазливост, обврска за обвинетите да се јавуваат во судот и привремено одземање патна исправа и забрана за издавање нова. Предметот тендери на специјалното јавно обвинителство се однесува на набавки поврзани со изградбата на музејот на ВМРО. Исто така, апелацискиот суд на својата веб страница ги објави одлуките по жалбите за мерките за предпазливост, изречени од кривичниот суд за обвинетите во предметот Титаник на СЈО за изборни нерегуларности. Сите жалби на СЈО и на обвинетите се одбиени како неосновани. За обвинетите во случајот Титаник, меѓу кои поранешниот премиер и лидер на ВМРО ДПМН е Никола Груевски, како и поранешните министри за транспорт и врски Милејана Киески и за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, поранешниот шеф на премиерскиот кабинет Мартин Протугер и поранешниот генерален секретар на владата Кирил Божиновски. СЈО бараше притвор како мерка за обезбедување присуство и за да се оневозможи да влијаат на сведоци или на други обвинети. Обвинетите пак на јавните седници во апелацискиот суд се изјаснија дека не се виновни и дека немаат намера да бегаат и побараа укинување на мерките за предпазливост. Одбивањето на жалбите од страна на апелацискиот суд значи дека обвинетите во Титаник остануваат на слобода, но им се одземени пасошите и останува обврската редовно да се јавуваат во судот. Судот досега ги одби сите поднесени жалби на решенијата на кривичниот суд во врска со предметите на специјалното јавно обвинителство.